Спас на животниот стандард во блиско време му нема, за што песимисти се сите. Растот на цените во малопродажба продолжува, а изненадувањата со нови цени не престануваат. Продолжуваат да се големот. Продолжуваат бе човек, продолжуваат. Што можеме да кажеме? Ова е катастрофа. Оваа држава никако не взима никакви мерки. Народот трпи више. Ја не може да земе 2 кила пипербе. И натака што има повеќе да се разговара. Цените катастрофа. Никој не води сметка за ништо. Во контекст на овие констатации се и последните податоци на Државниот завод за статистика, кои покажуваат нов раст на цените и при тоа се забележува дека најмногу се зголемиле цените на левот. Раст на цените изминатиот месец имало кај голем дел од продуктите, а при тоа е измерена највисоката стапка на инфлација од 16,8% последниве години. Професорот Маријан Петриски во изјава укажува дека инфлацијата ќе продолжи и понатаму, а дека постепено стабилизирање може да се очекува за неколку месеци. Со информациите кои се сега на располагање, позначајно смирување на порастот на цените би требало да се очекува следната година. Потенцира Петриски. Во меѓувреме, спласнаа очекувањето од фирмите дека може да ги подигнат платите и граѓанскиот стандард да се заштити. Нив ги убива високата цена на струјата. Па сигурно, најпрви математички гледано и трошоците за плата и трошоците за енергија се дел од скупните трошоци на компанијата. Дали едно ќе се зголемува или друго, зависи од какви се состојбите на пазарот, нели? Ваквото енормно зголемување на цената на струјата сигурно дека е пречка за зголемување на платите. Единствената надеж дека нешто може да се смени е во државата, а последниот пример за тоа е Хрватска. Таму владата ги замрзна цените на основните животни артикли, но и цената на струјата за граѓаните и компаниите. Така, сега мегават час струја за домакинствата чини 59, а за неголемите стопански потрошувачи 230 евра. Основните прехранбени артикли се намалени од 20 до 33% и актуелните цени се следни. Масло за јадење 2,12 евра, млеко 0,98, брашно 0,80, шеќер 1,6, а пилешкото и свинското месо сега ќе се продава по цена од 3,32 евра.